Од 1 јули македонски железници ќе се поделат на две компании, транспорт што ќе се приватизира и инфраструктура што ќе остане државна. Сега тие се одвоени само пресметковно. Транспортот што се смета за највредно парче од МЖ е се поатрактивен за домашните и странските компании, оти тоа ќе им го олесни бизнисот. Владата доправа ќе утврдува која фирма колкави долгови ќе наследи од МЖ, кои сега стигнуваат до речиси 170 милиони евра. Во обврска сме да преминеме кон регистрација на новата фирма АД Македонски железници транспорт. Во меѓувреме се испитуваат и можностите за доделување на акции на вработените во транспортната фирма. Се прават и анализи колку луѓе ќе треба да ја напуштат МЖ по поделбата. Одлуката од пред 2 години според која 390 луѓе треба да се прогласат за технолошки вишок ќе се анализира. Треба да се преиспита за да се дојде до правата бројка на вработени кои ќе бидат прогласени за технолошки вишок и тоа откако ќе се направи новата организациона структура на двете нови предпријатија. Менаџерскиот тим на МЖ се пофали дека во првите 3 месеци од годинава во однос на лани истиот период го зголемиле товарниот и патничкиот сообраќај, но се уште размислуваат да ги редуцираат патничките возови. Се чека дозвола од Министерството за транспорт.